Добро вечер, дневник на ТВ+. Стартуваме веднаш по кратките најави. Стечајците задоволни од усвоените измени. Крепост 4 години со помош за најзагрозените. По 19-ти пат пифтијада во Куманово. Членовите на Сдруженијето на стечајни работници УНИТ од Куманово се задоволни од усвоените измени и дополнување на Законот за материјално обезбедување на невработените лица поради приватизација на предпријатијата во доминантна државна сопственост, односно од измените на Законот за стечајци. Кумановските стечајци се задоволни од усвоените измени и дополнувања на Законот за материјално обезбедување на невработените лица поради приватизација на предпријатијата во доминантна државна сопственост, односно од измените на Законот за стечајци, тврди председателката на Сдруженијето на стечајни работници УНИТ, Лилјана Георгиевска. Таа се надева дека од Куманово право на овој надоместок ќе можат да го искористат уште 500 стечајци. Успеавме веш едно, измену да направиме во предлог Закон за стечајни работници обештетување, састои што матични броеви ги трзамо, пререгистрација на фирме, враќамо го, од 52 години за жене, 55 за мажи и го враќамо Закон од 93 годину, зашто имамо пуно фирме што су престанали да работи 93 годину. Така што јас се надевам дека повеќе од 1000 стечајни работници ќе биде обештетени, зашто не су земени во обзир градежне фирме. Така што еве и житомелци наши, и кожарци, и чиковци од 93 годину, и за их сточарство и преработка, ќе имају шансу да си земе в тај надоместок што ги следува од држава. Во Куманово очекувам највише, околу 500, па можда и повише стечајни работници да биде обештетени. Зашто сами знаете дека житомел и кожари, и сточарство и преработка бева гиганти во Куманово, така што тие што се останати без работи, што исполнуваат услови, ќе земе ВВС и они ќе се осреќи. Со измените се предвидува на ниво на државата да бидат опфатени дополнителни 1000 стечајци. 1200 бева обештетени во Куманово, до 1300 с оној некој се жалио, некој добавио по овој документација, така што до 1300, па можда и повише сега има. Така што еве и со овие, ја мислим околу 1700-1800 ќе биде обештетени. Најсреќни се оние, што су над 10 година ишли по улице барајки своји права, така што ќе биде конечно обештетени, ете да си имају за лекарства и за едне сметке да си платим. Ако се вратимо назад 3000 денара да е била социјална помош, ово е да кажем кец на десетку за стечајног работник. Оние кои ги исполнуваат условите ќе треба да поднесат барање за остварување на ова право до Центарот за вработување во Куманово. 2 интервенции бележат кумановските пожарникари во доменот на својата работа, информираат од регионалниот центар за управување со кризи. Првата била на опожарен смет на булеварот Октомвриска револуција во напуштениот магацински простор на поранешната фабрика Житомел. Било интервенирано со 3 пожарникари. Втората интервенција била опожарен оджак на семена куќа на улицата Живко Чало, каде во период од 14 часот и 55 минути до 16 часот и 50 минути исто така интервенирале 3 пожарникари. Помош за социјално загрозените граѓани од Куманово и Старо Нагоричане изминативе 4 години нуди хуманитарната организација Крепост. Во Крепост членуваат група граѓани, волонтери од различни области, сплотени со единствена цел – правење добри дела. Повеќе во прилогот што следува. Хуманитарната организација Крепост над 4 години им нуди помош на социјално загрозените граѓани од Куманово и Старо Нагоричане. Организацијата традиционално прави акции за најголемите верски празници, но има и листа за месечна помош на оние на кои што најмногу им е потребна. Гостувајќи во емисијата Компаративна телевизија Плюс, председателот на Крепост Христијан Георгиевски нагласи дека е задоволен од функционирањето и дека постојат поединци кои што сакаат да прават добри дела.
Јас сум еден од основивачите на нашата хуманитарна организација Крепост, заедно со свештеникот Дејан Зец. Во 2015 година, некаде во октомври месец, одлучивме во интерес и развивање на духот на православието да формираме една хуманитарна организација кај што ќе има неформално членство со неформални луѓе кои што ќе сакаат да прават добри дела. Организацијата имаше прекрасен одзив уште од моментот на самото формирање и почна да членуваат, да кажам, во една состојба на хуманост, луѓе од различити аспекти, различити профили, различити политички и религиски определби, значи луѓе кои што едноставно кога ќе ги видите сакаат да чинат добри дела. Обично помагаме на луѓе од Куманово и Старо Горичани, бидејќи не се блиску достапни, нели, и нашиот скромен буџет за жал толку може да покрие до 50 на семејства некаде месечно или на 60 дена. Понекогаш кога ќе ни прескокнат парични средства, помагаме и на други градови. Јас се извинувам, буџетот е лимитиран, се трудиме најмногу да ги запазиме кумановци. Крепост четврта година поред организираше неколку хуманитарни акции за новогодишните и божитните празници. Тие обезбедија новогодишни пакетчиња за децата во основното училиште во Бајловце, но и за децата со посебни потреби во исторениот објект на браќа Миладиновци. Беше организирана и акција за донација на пакети со храна со традиционални бадникови производи. Религијата е одраз на практикување на Бога. Значи, ако сметате дека помагаме само на православни семејства, не е така. Најголем дел од нашите членови се со православна вероисповед, меѓутоа имаме луѓе што се од муслиманска или некоја друга. Целта е да го славиме Бога. Значи, не е целта за да се помага, иако на логото на Крепост стои слава му на Бога. Ги делиме луѓето на верници и неверници, зашто обично велиме големиот дел од нашите членови секој недела се на литургија, значи постат, ги негуваат православните вредности, меѓутоа помагаме и на лица од албанска, ромска, српска, бошњачка или било која друга вероисповед која што наистина има потреба. Организиравме една акција, мислам дека со колегата Марко бевме во делот на обезбедување на амболи и кебиња и средства за да ја презимат зимата, бидејќи се работи за семејства кои што немаат средства за огрев или слично. Знам имаше неколку акции околу селата Стрновац, Жегляне и во тој дел кои што се многу детни и се останати со еден самохран родител. И обично се трудиме, например, ако се работи за поголемо семејство, почесто да ги посетуваме, ако се работи например за еден родител и едно дете. Георгиевски нагласи дека се случува и приватните компании од градот често да им излезат во пресред со нудење на работни места, па и на тој начин им помагаат на социјално загрозените граѓани. 19-тото издание на гастрономска манифестација Пифтијада ќе се одржи во недела со почеток во 12 часот во ресторанот Грација. Настанот е во организација на мултимедијалниот центар Карпино, а со финансиска поддршка од градоначалникот и Советот на општина Куманово. На манифестацијата се пријавени неколку учеснички кои ќе се борат да ја направат најубавата пифтија. Најдобрите учеснички кои ќе ги избере жири комисијата ќе се закитат со соодветни награди. Министерството за здравство соопшти дека годинава ќе се зголемат и платите на здравствените работници. Дополнително зголемување на платите од 5% ќе добијат и здравствените соработници во јавното здравство. Зголемувањето на платите на здравствените соработници ќе почне од јуни, соопшти Министерството за здравство. Јавното здравство во текот на 2019 и со тоа што ќе следи во тековната година, посочуваат од Министерството добива рекордно зголемување на платите во сите сектори. Од Министерството наведуваат дека здравствените кадри првпат во постоењето на државата добиваат толкаво зголемување на платите и бенефиции и се инвестира во подобрување на нивниот статус. Вложувањата во здравствените кадри, како што се потенцира, е со цел да се мотивираат и јавното здравство да има квалификуван и професионален медицински кадар, што е еден од основните услови за квалитетно здравство. Зголемувањето на платите е само една од промените што се направени во изминатиот период. На целосното вложување во човечкиот капитал се поврзува
вказуваат и најновите измени и дополнувања во колективниот договор за здравствена дејност. Со овие измени се направи значително зголемување на коефициентот на сложеност, а се зголеми и додатокот на плата за дежурства. Основната плата на лекарот специјалист е зголемена за 40%, на медицинските сестри до 23%, на општите лекари 25% и 15% на останатите здравствени соработници, заклучно со февруари 2020 година, истакнуваат од Министерството. Информираат дека со цел подобрување на здравствените услуги и зајакнување на капацитетите на јавното здравство, во изминатите 2 години дадени се повеќе од 5000 согласности за вработување во јавното здравство. Покрај зголемувањето на платите, капацитетите на јавното здравство се зголемуваа и со подобрување на условите за работа во секоја јавна здравствена установа. Министерството за здравство и годинава продолжува да инвестира во човечкиот капитал и целосно во здравството, затоа што само со професионалност и квалитетна работа пациентите ќе добиваат врвна здравствена нега. Завршуваат од Министерството за здравство. На граничниот премин Табановце вчера во 12 часот и 20 минути бил лишен од слобода ФЕ, 23 години, од Република Турција. Тој, како што информира Министерството за внатрешни работи, при пасошка контрола приложил туѓа патна исправа. Лицето е предадено на полициски службеници од СВР Куманово за понатамошна постапка. Во продолжение следуваат кратките вести од Македонија. Задолжително изучување на македонскиот јазик на сите универзитети, државни и приватни, вработување лектори во сите јавни институции, како и формирање инспекторат за употреба на македонскиот јазик, се дел од предлозите изнесени на денешната јавна расправа за измените на законот за употреба на македонскиот јазик. Македонистите предлагаат и воведување обука за правилен изговор во јавните настапи на политичарите и новинарите. Првиот човек на Советот за македонски јазик кој го предложи законот, професорот Људмил Спасов, вели дека на сите закони за унапредување на јазиците треба да се гледа како на нивна соработка, а не негирање. Овој закон не е во спротивност, напротив, во соработка е со законот за јазиците. Значи не се негираат едни со други, како што е редот и местото во една држава, бидејќи ова е заедничка држава на сите луѓе со сите мајчини јазици. Меѓутоа, македонскиот јазик е најголемиот јазик и државниот, особено во комуникација со странство, и е обединувачки, рече тој. Со законот е предвидено да се формира инспекторат за употреба на македонскиот јазик, кој ќе има право и да казнува. Со законот се предлага и обновување на старите и отворање нови лекторати по македонски јазик на странските универзитети, а се отвара и можност за изучување на македонскиот јазик во културните центри на амбасадите во странство. Големиот српски национален празник Свети Сава оваа година ќе се организира под покровителство на македонската влада. Според информациите, Свечената академија во рамки на Светосавската недела 2020 ќе се одржи на 27 јануари во Македонскиот народен театар во Скопје со почеток во 19 часот. Од одборот велат дека со задоволство ја прифатили информацијата дека покрај македонската влада покровител на овој настан ќе биде и српскиот председател Александар Вучиќ. Оттаму додаваат дека на Свечената академија очекуваат обраќање и на македонскиот премиер Оливер Спасовски. Пејачот Васил Гарванлиев ќе ја представува Македонија на Евровизија во Ротердам, Холандија. За настапот на Гарванлиев одлучи МРТ на интерен избор, што стана пракса изминативе неколку години. Тој учествуваше на фестивалот минатата година, кога истиот се одржа во Израел. Тој беше придружен вокал на македонската представничка Тамара Тодевска заедно со струмичанката Александра Јанева и со Антонија Гиговска, каде го постигнаа најголемиот успех на Македонија на фестивалот, освојувајќи го 8-то место. Васил е роден во Струмица, тој и стана познат на јавноста кога на 7-годишна возраст учествуваше на фестивалот Златно славече и се прослави со песната Марионка.
Според истражувањето на интернет цензура 2020 под насловот Глобална мапа на интернет рестрикции, Македонија се наоѓа во групата со малку онлайн ограничувања. Земјава е оценета со 2 бода во скала од 10, при што оценетите со 10 имаат најголеми рестрикции на интернет. Во оваа студија истражувачите ја споредиле состојбата на интернет во 181 земја за да видат кои земји наметнуваат најстроги ограничувања на интернет и чии граѓани уживаат најголеми слободи на интернет. Македонија има одредени рестрикции во однос на преземање содржина од торент, како и забрана за политички медиуми. Времето денеска во Куманово беше променливо облачно. Максималната температура се искачи до 7 степени, а минималната беше минус 4 степени Целзиусови. За утре метеоролозите најавуваат променливо облачно. Дневната температура ќе достигне 8 степени, а утринската ќе биде до минус 2 степени. Тука е крајот на дневникот. Ви благодарам за вниманието и ви посакувам пријатна вечер.